Готвачи. 2 асистента со буџет до 700 денари за изненадување од 6 намирници, но само 20 минути да се подготви сет од јадење. Кој ќе биде поуспешен? Тимот на пиперките или тимот на доматите? Добре дојдовте, драги мои. Расположени ве пречекуваме во денешната брза кујна, така и ве оставивме во предходната, така и секој работен ден од 17 часот на програмата на телевизија Сетел, веќе 10-та сезона поред. Многу рецепти се споделени, многу гости се пречекани и очекуваме уште толку најмалку да имаме. Ви благодарам што сте и денес заедно со нас. Хајде заедно да ги пречекаме и добре дојде да им кажеме и на шеф Бобан и шеф Никола. Ајде, шефови! Здраво, здраво. Некако заморени да сте ми. Здраво, живо. Па така при крај на недела Сања. Здраво, Сања. Здраво, шеф Никола. А Вашка Свети Трифун утре. Да. Паметот во лозијето, вие во грозијето. Да, во лозијето, во не знам, некој во виното, некој во љубов, тамата се заедно си да знаеш. Така е, нели? Да. И едното и другото знае да те опијани и паметот да ти го земе. Опијаниот од љубов и од вино. Боби како да не слуша. Не слушам, Сања. Вие во Буковци знам дека си имате традиција на лозијето да си го од сабајле кроите. рано со татко ми ќе отидеме таму, ќе закроиме некоја лоза, ќе се напиеме по една чашка ракија таму. Да тргне како што треба. Да ни тргне убаво годината, секоја година така тоа ни е како традиција. А за љубовта, заљубени сме ние веќе. Изгубени се, Да. нешто се заљубени, изгубени. Сега, се надам дека ќе го најдат патот до својата позиција во зелената и црвената кујна. Ајде. Идеме. Да, си дојдовме сите на својата позиција, затоа што тука денес ќе си пречекаме нашите нови асистенти и верувам дека ќе им биде забавно во нашите две кујни. Од велесни се асистентите, убаво кажам ја, велешани се навистина многу добра публика на брза кујна. Шеф Боби прв ќе има можност да го пречека неговиот денешен асистент, а таму го поканувам господинот Крсте. Крсте, добре ни дојде. Здраво, живо, господине, добро дојдовте. Добар ли сте? Господин Крсте, добре дојдовте во брза кујна. Добро изгледате расположени, повелете, ставете се тука торбичката. Да ја почистиме се Редот е со манастирски локум да ве почистиме, да се засладите и да ни тргне работата како што треба, нели? Така е. Домакинска куќа нашата телевизија Сител, а На вие здравје, нека вие. А сега да видиме што вкусно ние денеска ќе подготвиме. Ајде да ги видиме на господине. мирниците, Крста. Повелете. Ова се некои вафли, најверојатно. Да, вафли. Имаме тука прокет, свеж. Имаме исто така и сино сирење. Тестенини на перфето. Манго. И копанчиња. Убави намирници. Добро. Ајде вака да видиме прво каква состојба ни се овие копанчиња. Пилешки, одлични свежи, убави 4 копанчинца. Одлично. Најпрво ќе почнеме со предјадењето. Тестенините на перфето се одличен производ, 100% дурум, 8 минути време на подготовка, фусили. Веднаш ги ставиме во топла вода да ни се сварат тестенините, во меѓувреме ќе направиме сос од. Имаме прокели, имаме сино сирење, што можеме да употребиме. Прокели. Да. Еве сега тоа размислувам, Сања, малку, извини. Не е проблем. Лукче ситно сецкано пропржено со малку масло за јадење кристал. Прокелот ќе го исечеме на убави резниња. Ќе го ставиме во тавата да ни се пропржи исто така заедно со лукчето. Ќе додадеме внатре малку. Откако ќе ни се пропржи, ќе додадеме внатре, сега размислувам што би било најдобра комбинација. Најдобра комбинација би било доматен сос со прокелот. Нема да ни одговара многу крем сос и затоа мислам дека најдобро ќе биде со доматен сос, да ги издистаме, да ги додадеме и тестенините, малку водичка од тестенините да ни крчкаат заедно со прокелот и потоа ќе додадеме дробено од озгора сино сирење, поради тоа што синото сирење кога се готви се растопува и доаѓа во течна состојба и тогаш мислам дека нема да биде така добар начин на подготовка, ќе го ставиме само дробено од озгора. Овие копанчиња
Јас предлагам овие копанчиња да ги обескостиме, да ги ставиме кратко да ни се запечат на скара. Во меѓувреме ќе направиме со нив, ќе направиме еден убав крем со ситно сецкан прокир, пропржен прокир, потоа ќе додадеме внатре малку ситно сецкано перце од младо кромитче, ќе додадеме ќе додадеме крем сос, ќе додадеме малку само чисто за да го имаме вкусот на синото сирење внатре и ќе додадеме малку кари. Ќе направиме убави во крем сос копанчиња и десерт манго и вафли. Овие вафли претпоставам дека се полнети се со чоколаден крем внатре и манго свежо. Многу цврсто манго имаме денеска, ќе го излупиме мангото и ќе направиме ќе се додаваме. Не, ќе го излупиме мангото и ќе го изрендаме. Ќе пробаме да го изрендаме, да извадиме убаво внатрешноста од мангото. Ќе направиме еден крем од манго, немаме друго што да подготвиме. Ќе изматиме сладка павлака, ќе додадеме манго внатре, ќе додадеме малку ванилин шеќер, малку кора од лимун ќе додадеме и ќе направиме еден убав крем од манго каде што на крајот ќе ги свилуваме овие вафли кои што ги имаме со чоколаден крем. А ние ќе гледаме како тоа ќе тече во следните 20 минути денес во тимот на пиперките каде што шеф Бобан за свој асистент го има Крсте. Сега наред е тимот на доматите, каде што шеф Никола ќе си ја пречека неговата денешна асистентка со тоа на мирниците, а ние ќе чуеме какви идеи ќе споделат. Затоа ја поканувам да ја запознаеме господја Маја. Маја, добро ни дојдовте. Благодарам што сте тука. Здраво живееме сме, добро дојдовте. Господја Маја, добро дојдовте во Брза Кујна. Поверете, поздравете се и со шефот Никола. Оставете се тука. Торбичка да што ти испазареле и засладете се така. Секако редот е таков, убаво да ве пречекаме сите наши драги асистенти. Застанете тука. До мене. Може да се дегустирате локомче слободно и да почнете да вадите од намирниците. Поверете, ајде да видиме што ни носите. Имаме тука, убава, продолжена кременадла една, чајни стапчиња. Орис. Потоа имаме орис од перфето. Кајмак, може. Банани. И колачи. И кекси. Добро. Само едно чиниче да земам, да видам. Опа! Чире, да видам што се случува со ова. Кременадла. Убаво изгледа. Дојдете вамо, Маја. Кременадла продолжена заедно со реброто. Убаво изгледа. Или наречено томахавка, што помодерно. Жалосно е да го сечеме, да го пропастуваме. Убаво да го ставиме вака цело како што е. Да го испечеме најпрво на скара, убава комбинација од зачини да направиме и потоа да го ставиме во редно да се допече. Нема да му треба многу време на ова. 10-15 минути би биле сосем доволно. Ама нема со што друго да го комбинираме. Ќе направиме сос од кајмак. Сос од кајмак ќе направиме каде што ќе го растопиме со малку лукче, малку кромиче, ќе го ставиме на страна. Потоа при сервирање ќе си пробаме од самиот сос, ќе ставиме гарнир малку кромит подпечен и праса, ако имаме така нешто зеленчук и ќе го сервираме на една даска. Пред јадење орис ќе направиме една тава со орис. Потоа што ќе направиме едно рижото тука, ќе го готвиме, ќе пропржиме чајни стапчиња, ќе пропржиме кромит, малку бело вино, потоа ќе оставиме оризот и ќе додаваме вода. Постепено се до крајот на емисијата, на крај малку путар, малку кајмак, да го направиме кремасто да биде имаме едно перфектно рижото од кочански ориз. И десерт сега банана и колачиња. И ќе направам банана бред, значи едно лепче од банана, ама ќе го направиме по, така да не кажам, оригинален рецепт. Прво ќе сматиме белки со шеќер, ќе направиме шам, на страна жолчките ќе ги измешаме со масло, ова се заедно ќе го изблендираме и постепено ќе го додаваме да биде воздушесто и потоа ќе оставиме во еден куглов за печење и ќе иде во редно. Да биде така малце повоздушесто, се надам дека ќе успееме да го направиме. Мислам дека да. Благодарам. Сето ова за 20 минути мене ми делува неверојатно. Не знам за вас, но ајде да видиме дали ќе успеа денес тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Маја. А часовникот е наместен точно на 20 минути, кои што започнуваат да течат. 3, 2, 1, сега!
многото. Имаме време внимателно само со ножето. Крсте, добре ни дојдовте. Ви благодарам што сте денес со нас и изразивте желба да бидете дел од Брза кујна. Сега не знам колку со шеф Боби се запознавте? Да. Да, добро. Но гледачите ете не знаат. Да. И Крсте е готвач? Да. Ајде, да представете се сам, кажете нешто повеќе. Нямаме махале. Готваш сум доста години, заврши во Крушево. 3 години, 92 завршив. И од тогаш постојано работите по кујни? По кујни, да, и кујни. Ресторани, хотели? Па да, повеќе са постојано во Хрватска. Последно време сте во Хрватска. Да, еве неколку сезони, 4-5 сезони. И како ви е таму? Задоволни ли Па сте? добро, доволни сме, да. Одите половина година Да, таму? и после тука. Да, таму сте со својата сопруга? Да, со мојата сопруга. И таа исто готвач? Исто кујна. На исто место работите? Да, ми сме место. И ви останува време и за на плажа? Па кога како? Кога како? Некој ден Има слободен? многу работа, нема плажа. И замисли, Боби, сега ти цел ден да работиш, а да знаеш дека имаш плажа, а да не можеш да отидеш. Плажата е пред тебе. А да не можеш да се избањаш убаво таму. Ама има и такви моменти, верувам. Сигурно. Да, но Така убава е има време, климата. да. Убава е климата, на море. Има убави туристи доаѓаат од Има сите страни. повеќе се италијани и германци. Каква кујна готвите? Риба? Риба, Морска? повеќе риба. Риба, повеќе италијанците јадат риба и шпагети. Риба, морски плодови, Морски тестенини, плодови, да. паста, да, Тоа е. ризото. Не знаат то ништо е наше ребро овдека да им се испече, да им А се... германците повеќе се на скара. Повеќе се на место. Така? Да. Значи, Боби, ти ќе одиш во Германија, јас ќе одам во Италија. Ете така, ќе се поделим. Може. Јас ќе имам се кај да јадам одам во шпагети, Германија, Сања. пици. Имаш брат? Си одам кај брат ми таму, ќе си јадеме мевце. Одлично, сега ќе ви изреднеме господине. И ја немам каде да одам во Италија, ќе си останам тука, ќе си јадам лепчи ајварче. Ќе најдеш некој Ето каде така. да отидеш. Јас Не знам, еве, тука сум, ако ме најде, некој нека ме земе, па ќе ме вратат за 2 дена. Ќе ме вратат зашто Вања, за кај брза тргнавте? Италија. Море ќе тргнеш, ама брзо ќе се вратиш. И таму има брза кујна? Треба помош? Тука ти е место до тебе, не у Италија. Е, добро Значи, е. ние нели рековме не идеме нигде. Ако, например, негде кога одам, би отишла таму да живеам, ама еве не одам. Не. Затоа вие ми правите Оди нели и тука врати се сега, не ми туку кажува гачките. Маја ни подготвува крем. Еве крем, Ау, да, ова е белка. шаме тоа поточа, ајде. Шам. Денеска си отвори Значи работа. имаме 4 белки, 3 лажици шекер и ванилин шекер таму. Ја не мерам никогаш. Одоко. Екативно. Тука ни се кексите. Бананите. И одлично тесто добивме. Супер. Да го ставаме тука, не е колку работа се направи. Има некој парче, ама нека има. Тука да не загори кромичето. Промичен. Тука треба да додадеме и орис, затоа што ќе правиме и рижото. Да, ама чекај прво. Да Ја мислам намалам дека јас. тоа е добро. Би треба пециво, Сања. Пециво ти треба. Она на појако ми го пушне место да го намалам. Цело не ти треба цело. Ајде, цело пециво. Гасете тоа, доволно. Ајде. Сега така Сега кога ми треба не можеме да најдам ништо, гледаш. Кажи Ниту што ти лажицата ми ја нема, ниту ништо. Не се лути, кажи што Еве треба со јас. лажицата, постепено. Ова додавете овнатре и така нежно мешате. Јајцата вака не измешани? Па ќе се измешаат во тестото. Еве, маја прво на страна сето тоа. Како малку. може, гуд, цврсто е тоа баги. Да знаете, затоа полека додавајте. Добро. Маја, вие инаку сте во Велес, стационирани, не го напуштате Велес, не го давате ниту за Хрватска, ниту за ништо, затоа што таму си имате ете убава фамилиарна работа со сопругот. Земјоделие, пчеларство и повеќето од храната сами си ја произведуваме. Сами си произведувате. Браво. Тоа бара многу работа, Не, тоа е навик. навика и љубов. Еве како се тоа. Може и така. Да, јас ќе За да го брзам ставиме, да малце. имаме време да се Да, вие испече. може така малце да расчистите тука, Ајде. за да може да фатиме нешто друго. Сето овако убаво измешано. Може да оди. Да, тоа позад. Еве го. Ова веќе е спремно. Ја го ставам во. Врти го кугло.
Врти обратно. Така. Врти. Немал да ме пушта во Италија да одам. Одлично, ова иде Ти во... цело време викаш ветер да ме однесе матната и еве не ме носи. Ова, тука треба да се мешаме, шеф Никола. А како да се И подпише загори оришето? Не. Супер си, видиш убаво. Гледате што правиме. Ајде да гледам. Малце винце. Винцето го додаваме пред водата, така? Да те научам рижото да правиш. Ке диеш во Италија, ке те Само ќе праша. ми прават. Така, од кога испари сега Ќе му додадеме вода. винцето и ќе му ставаме сега вода постепено. Така. Одлично. Нека си се Фантастично. Ова на тенки пари курчиња. сега. Ајде шеф Боби кажи сега што имаме ние тука со прокега. Лупче ситно сецкано, прокен, убаво да ни се запржи. Сега имаме тука исто така, можеме да ги извадиме веќе тестелините. Убаво нека се пропржи, веќе ги овескостивме копанчињата. Копанчињата се веќе на скара, не додавам внатре зачини. Поради тоа што ќе додадам зачин во самиот сос и ги додадам внатре, убаво да ни се издинстават, да. А во сосот овде имаме Тука имаме ситно сецкано внатре кромит млад, имаме прокер на парчиња, доматен сос, оригано, 2 чешниња лук ситно сецкани. сланина, И нешто сега- немаше ли таки Нема работи? сланина, Сања. Нема, денеска сланина нема. Денеска јок Утре ќе сланина. видиме сланинче. Ако некој донесе нешто. Ако донесе, ако не, Тука се попржува прокерот, ќе го измешаме убаво. Убаво мириса. да. Уште малку. Добро. Сега, тука Успеавте ли некако мангото да го изрендат? Да, не може тоа со двајца готвачи во кујната, не може да се... доволно, господине, доволно, Ај, доволно. Одлично. Ове видам. Сега ти само стиснете тука од озгора. Ето така. И имаме еден крем во кој што ќе го додадеме сега мангото, така? Мангото ќе го додадеме внатре. Тоа може на чешма да отиде, да не мора да миете, само оставете ги. Дополнително додаваш Кари. кари. Да. Кари и прокер одговара? Да, многу одговара, Сања. Сега, да, сега ќе го додадеме тоа внатре. Ајде, слободно додадете го крсте, еве Ете имате така, тука и дел лажа. оставете, не го ставете Ете, целото. оставете го тоа. Оставете го тоа за декорација. Убаво промешете. Неколку од чоколадните вафли ќе сецкаме внатре ќе додадеме. Ето, Еве, како ова е убав прекрасно. крем добивме. Сега Додадавме ќе и додам. павлака за готвење. Крем за готвење, Да. Сања. Сега ќе додадам и водичка внатре. И тука ќе ги ставиме копанчињата. Копанчињата идат внатре. Супер. Нека Ете како искрчкаат добивме еден убаво. убав сос. Еве вака. Нека се Малку од допржат. двете страни само да ни се пропржат и одат во сосот. Супер. Ете го рижотото. Што додадавме внатре? Што доби ваква темна боја? Кој зачини додав бибер ставив внатре, додав буковец малце, малку оригано, еленка зачин и ловоров лист. Така. И што се испржија малце и чајните стапчи. Чајните стапчи. Да. Рината ми е полна. Реброто кременадлата Ова откидо. капко таму заедно со десертот кој што го подготвија. Сос. Ајде, тука што имам? Рековме нешто за гарнир за реброто. Да, немам што, вака ќе ставам малку зеленчук, праси хромице, фантастична комбинација. Вака подпечени. Ајде, така. Супер. Супер, ми се допаѓа. Маја, вие гледате ли брза кујна? Останува ли време? Да, има време. Доста Или време се има, верува да. ли дека 20 минути се доволни? Не се верува, па исто и јас вака готвам толку брзо. Брза, браво, секоја чест. Значи, оставате повеќе време да има и да се одморите, но и за тековните обврски кои што ги имате. И брзата храна и здрава. Варила, ребренца обожавам обично И ребренцата така на брзинка ги подготвувате? на скара или во ребна. Сопругот помага ли во кујната? Помага, да. Го питува да готви? Да, да. Да. Инаку сега да разјасниме, вие сте во какво сродство беше? Заобвеник, како му кажат? Мажот ми и сопругата негова први бркичи. Аха, така да че фамилија, Фамилија, близка, да. да, Одите ли да. кај нив можеби на море, сте биле?
Па оваа година може да отидеме Планирате? кај нив, да. Зошто да не? Да. Да се види таа убавина малку и да се одморите, иако во текот на летото вие имате, предпоставувам, и доста работа. Доста работи, доста време за уживање. Се наоѓа време за уживање? Да. Одлично. Браво. Децата ви се пораснати на страна, така што вие со сопругот сами си го организирате времето. Браво. Одлично, Маја. А што, зашто попржуваш сланинче, оно Немам случајни сланик. За капчиња? сосче да направам за... Како се викаш ото кремена? Махавка. Така. Сосче бе сам, сосче. Одлично. Ќе направиме убаво крема со сосче, со црвен пипер. Знаеш како ќе биде вкусно? Да? Да. Од кога ова се убаво ќе се пропржи сега, еве го почнува. Ќе ставам црвен пипер натре, ќе ставам малку водичка и потоа ќе ставиме крем за готвење, зачини и ќе имаме едно убаво сосче за нашата крема надвор. Кременадлата се продолжена со ребра, Боби нешто бара, за нешто да го збогати некој јадење, или ги копанчињата си крчкаат во сосот подготвен. Сусам, Малку сусам, лебни трошки. левни трошки. А што ќе правиш си? Некој изненадување? Сега нешто ќе направам вака како салатичка. Ајде, Боби. Тука ми треба мадно јајце. Еве, што ти се вика професионалец во кујната? Нема проблем. Да. Тоа ви беше желба да учите да готваш? Да, дете. Да? Имаше некој во фамилијата? Не. И јас си запишав. Во Крушево? Во Круша, да. Така. И таа 3 години. Таму станавте после тоа да работите или? Да, Кој ви беше првото вработување? Каде ви тикнували? Се сеќавате? Во хотел Горна Врановци Велес. Горна Врановци Велес. И тогаш бевте најмлад веројатно од тие пичете од Нема уште поводрасни. 18 години. Уште немате 18 години. Од тогаш работите активно. Тоа може се да. Ја сакате кујната и готвењето? Да, да, нормално. А дома кој готви? Сега вие или сопругата, зашто и двајцата сте се готвачи? Сопругата. Сопругата. Тоа место не е се зема на сопругата. Да. А десерти знаете да правите ви? Не, слабо. Слабо. Кажува тоа често многу и шефовите дека на нели вие не сте сладкари, меѓутоа некогаш некој ќе побара Ќе нешто. побара, мора да направиш нешто. Да. А бараат ли хрватите посебен начин на подготовка на рибата? Не, оно се... Нормално, схара се бие рибата и така. Класично како што се Да, прави да, знам. со лукче, со Да, со риба. со маслинова убаво таму во Хрватска има. Ова е за маслинова. Да. Маслинова и лупче. Сега, господине, додадете го кремот натре. Врслови. Добро. Има ли убав пазар таму на морски плодови во Исток? Има. Да. Не се. Но вие готово добивате се во ресторанот, готово, вие да. не одите. И хоботница, и порци плодови, и риба, се готово. Се готово, се таза. Фришко, таза. што би рекле. Да, фришко. Фришко, што би рекле хрватите. А ти, Боби, нешто мене тука ми правеше изненадување. Ми правеше многу сиренце. Сиренце сања во брашно презла, сусам, јајце. Убаво ќе го подпечеме Тоа ќе добро го загреана сервираш скара. со прокеј. Со прокери. Браво. Ето како се користи. Имаме уште помалку од 7 минути, околу 6,5 минути до крајот. Но ето. Маја си има мерак да се види да шпоретот и да се готви. Да, и еве го тој убав сос. Тоа како е сега почнува да згуснува? Почнува, да. Добро, го поднамалив, јас се надевам ќе биде. Да. Добро, дайте ми само да видиме како ми е густинава. Дали ми треба малце вода? Добро, не Даската треба. е подготвена за Сега сервирање. многу ми е битно да видам на зачин какво е. Ајде да видиме. Да никош не се пробува рижото на самиот почеток, заради тоа што Попримува. нели цело време попримува, секогаш на крајот мора да внимаваме со зачините, помалку зачини, ако фали нешто на крај, ако ставиме многу зачини, ќе биде пресолено и после мафнија работа. Ајде сега да видиме. Фантазија, нели? Ништо не му треба. Произведувате и мед. Имате, значи, тоа ви е долгогодишна традиција пчеларството. Ја наследивте од некого од Не, сами. со супругот. Сам одлучивте на тој начин да функционирате. Пошто поздраво се храниме и си одлучивме да си произведуваме мед. Одите ли можеби на деновите на мед, на сајам за мед, одиме да на има таму? сајами, на семинари одиме да Така. одиме. Произведуваме и маџун од грозјето. И тој е доста баран на пазарот. Доста баран на Поготово пазарот за и децата. многу е здрав. Да, Одлично. многу е здрав. И многу малку шекер користиме. Да, шекерот треба колку можеме, нели се помалку и помалку Да. да го конзумираме, оној белиот шекер кој што Од Благо Ѓорев користиме многу
ова што е таанот. Таанот и ние многу се сакаме, значи на Благој Ѓорев производите, секако дека таанот на Благој Ѓорев го користиме. одличен во десети во подготовка на јадење. Да. Супер прекрасно. Ова е веќе пред крај. Супер што е пред Поднамалуван. Убаво си работи. Гледа колку убаво мириса десертот, шеф Никола. Дали си свесен? Молим? Колку убаво мириса десертот? Маја, Чекај, тој може да е дојде готов. Маја. Тој може да е готов. Многу убаво мириса. Чекај да видам. Да, тој може да е готов и е готов. Диш. Пошто не сум многу поглавата, ребро повеќе ми... Вие реброто повеќе, не? Вас Кој реброто зашто повеќе си ви сака? мириса? Ајде. Успеавме ли да го сервираме десертот? И еве, пропржен прокењот, кратко. Не, ова е салатичка за чинета, Пишете да, го тоа сега за мириса убаво, да. Мерак. Има многу македонци кои што работат во Хрватска, што велат шеф Бобан и шеф Никола ретко кој готвач, нели не отиде. Да, добре. И на море малце, и малце и одмор. Од каде се има готвач? И зошто нема хрвати? Кај од Хрватите хрватите? се нагоре. Аха, значи И они избега повеќе. тие бегаат од Хрватска, а нашите во Нашите во Хрватска. Хрватска, Ето, да. тоа да видите. Прошлата година од 13 имаше само на море. Македонци, Само 13.000 во областа на угостителство. Да, Па добро беше Боби, ние тука како функционираме ако 13.000 отишле во Хрватска? Да се молиме за персонал со нив. Се молите Боби за персонал? Да, за да најдеме. Ето, тоа е трагедијата на денешното време. Хрватите во Европа, македонците во... Па во Европа сме. Па и вие сте во Хрватска, Европа, да. а ние од каде ќе донесеме бе Боби персонал? Ние? Од Сирија? Не, Сања, таму не носиме ние. Туку? Ке видиме во Бујковци ако искочи се уште некој куварче. Отвориш некоја школа во Бујковци. Добре, тоа е тоа. Но и овде за кој сака има работа. Еве Маја е доказ дека Да. може Кој сака? може да работи, да заработи и да ужива. Дозволете ми само, ми треба Маја малку сега сега ќе за да треба го полека привршам ова. да приврши за да може да се постави и трапезата. Одлично изгледа колачот. Перфектно. Вака само го преврта, Да, само го превртев и малце сошче му стави. малце сосче од озгора да изгледа така многу убаво. Ова е Се надеваме дека е и готово. вкусно. Еве го сиренцето на шеф Боби решил денеска да се замези со крсте на крајот од емисијата. Крсте искрено многу ми помогна А како во и не. подготовката. Да, браво. И поради тоа решивме да направиме неколку јадења. Фантазија изгледа се. И во тимот на доматите, и во тимот на пиперките. А до крајот, за Крсте и за Маја, остануваат само уште 2 минути за да се постави трпезата. Ајде. Маја, виното, исто Крсте и вие. Приборот и салфетките и се што е она подготвено веќе во двата тима. Очекуваме да се најде на трпезата за да уживаме на крајот. Има за секого по нешто. Одлични идеи и фантастична реализација. Реброто кое што на Маја многу убаво и мирисаше и изгледаше, излегува од ренави од таа страна. Може да чекате? Тоа рижотото е Да, готово, може да го рижотото ставате. може да го ставите. Да, да. Оп, реброто треба да остане тука. Чекај да ти помогнам некако шеф Никола. Се следов. Тук. Фала да се Готово Не ти ќе... беше за мене дали ќе се изгорам да не падне реброто ти беше Мене ми твој. беше се само да реброто да го спасиме. Чекајте, Маја, нека подготви шипот, вие дојдете од оваа страна, така, за да може и камерата убаво да го види ова прекрасно ребро, додека тимот на пиперките веќе застануваат покрај трпезата. Одлично, ето. Заминува и шеф Никола и сакате да ми кажете дека и денеска ме поштедувате од одбројување? Тоа е тоа. Вистински професионалци, одличен тим, тимот на пиперките и тимот на доматите. Се подготвено пред да истечат 20 минути. Ќе направиме кратка пауза за да потоа се дегустираат јадењата и го прогласиме поуспешниот тим. И како што и очекувавте, за 20 минути имаме навистина убава трпеза и во тимот на доматите и во тимот на пиперките. Немаше одбројување, немаше тензија, имаше само одлично расположение, добра волја и кај шефовите и кај асистентите. Маја се уште гледа кон трпезата и како ви изгледа сето ово? Прекрасно е.
Што ете, вие рековте, сакате нели кременадлата, така убаво мирисаше, но имаме и одлично рижото. Да, и рижото е преубаво. Интересен и убав десерт. Десертот ќе го пробам. Така е. Да. Крсте без проблем. Затоа што тоа нели е рутина и навика која што и вие во ресторанот каде што работите ја имате секојдневно. Да, тоа е точно. Во кујната се бара брзина и дисциплина. Нормално. Да. Како ви се допадна денешното учество тука и готвењето со шеф Бобан? Супер. Благодарам. Шеф Боби имаше одлични идеи денес спроведено на дело, но ќе дадеме предност дамата нели прва да проба од она што се подготви. Имаме едно убаво рижото. Класично рижото, како што треба да се направи. Имавме ориз, имавме чајни стапчиња. Најпрво ситно сецкан кромит попрживме во октава, потоа ги додававме чајните стапчиња, убаво се пропржи, ставивме ориз натре и налеавме едно 100 мл бело вино. Белото вино испари и потоа почнавме да додаваме од водата или поточно бујонот кој што го имавме. На крај дозачинивме со малку бибер оригано, ставивме ловоров лист во текот на варењето и скроз на крај додававме путер. Сето тоа убаво го измешавме и го сервиравме. И едно топче кајмак кој што го имавме. Една одлична комбинација. Тоа ќе се стега сега многу убраво. Но е убаво, ќе земам од кајмакот, малку рижотото. Велете. Дегустирайте и уживајте. Дегустирайте и уживајте. Тука. Чим паѓа, значи крема стоја. Тоа е многу битно. Преубаво. Да, преубаво. Ја го пробав на вкус, многу ми се допаѓаше. Сам дека со кајмакот уште поубава комбинација. Благодарам, На здравје, нека. одлична реализација. Сега се префрламе во тимот на пиперките. Шеф Бобан и Крсте имаат две предјадења. Да, имаме Решија две се предјадења. замесат. Имавме време, ни остана прокели, решивме да направиме едно ладно предјадење, а тоа е ситно сецкан прокел, направивме една убава зелка салатичка од прокел. Ситно сецкан прокелот го ставивме во една длабока чинија со масло за јадење кристал, малку сол, малку балсамиран оцет, се до тоа убаво го измешавме и го сервиравме на една чинија. Увеќе време две парчиња сиренце ги извалкавме во една смеса од јајце, брашно, презла и сусам. Ги ставивме на загреана скара да ни се печат, откако се испекоа ги сековме на парченци, ги ставивме одозгоре врз салатата и на крајот додадовме малку балсамико, оцет од калинка. Декориравме со неколку парчиња лимон и имаме одлична салатичка, во едно и сиренце, која што мислам дека одлично ќе дојде со Господине, повелете, дегустирајте, уживајте. Супер. Добра комбинација? Да. Ви се допаѓа вкусот, господине? Да, супер. На здравје нека вие. Тука имам исто така и уште едно предјадење топла, тоа се тестенините кои што ги кажавме на самиот почеток во доматен сос. Најпрво тестенините фусилите ги ставивме да ни се сварат, во меѓувреме во една тава ситно сецкано перца од младо крумиче пропрживме заедно со прокер на половинки, потоа додадовме внатре доматен сос, додадовме 2 чишниња лук, додадовме малку оригано, сол, бибер и мешан за шинеленка. Ги додадовме тестенините внатре, додадовме течност од тестенините кои што се вари и оставивме до крајот на емисијата убаво да ни се искрчкаат сосот. На крајот ги сервиравме во една чинија со дровено сино сирење од озгора, малку кисела павлака и мислам дека исто така имаме одлично предјадење. Се надевам дека ќе му се допадне на господинот, еве вака како изгледаат тестенините, малку да ги промешаме. Малку кисела павлака, сино сиренце, проке. Имавајте жешко, господине, дегустирајте. Благодарам се. Добро. Многу добро мириса, не знам на вкус какви се. Добро. Ви се допаѓа? Да, многу. На здравје нека ви се, господине. Тоа беа нашите предјадења. Благодарам многу, пиперки. Сега, главното јадење или кременадлата продолжена со ребро, која што одлично изгледа за сите љубители на кременадли. Еве, шеф Никола ја подготви и еден интересен сос имаме. Така е, имавме продолжена кременадла заедно со парчето ребро. Тука не правевме некои големи експерименти, ставивме само сол, малку еленка зачин, оригано, ја испекавме на скара, кратко, потоа ја ставивме во рена да не се допече, со малку путер од озгора. На страна гарниравме со кромит и прас подпечена скара и зачинет и направивме еден убав сос од пропржени чајни стапчиња, малку младо кромиче, едно чешно лук, една лолица црвен пипер, додавме кајмак внатре и малку крем за готвење. Една убава комбинација. Сега ќе повлечам вака. Сакате кременадла или сакате ребро? Што иде? Ајде, може ли кременадла? Ока.
убаво тоа, видите. Многу сочна. Охо, ќе само вака една лажица. Сега да земам малку овој сос кој што го има, превкусен. Ово тука жиличка да има. Сега тука подолу од внатре да земаме. Одлично. Малку од ова и малку од печеното кромиче. Господи? Велете, Маја, пробајте. Ја чекавте кременадата и еве. Да, ја дочекавте. Се допаѓа што е многу сочна, не е препечена. Ја кременадла не сакам, ако ќе видам вака дека тече сок од незе. Преубава. Да, ми се допаѓа. Преубава. Кусовите, Да. све. Да, има убави зачини. Преубава. И сосот одговара, мислам дека фантастично. Фантазија. Тоа е тоа. Фантазија. На здраве Да, нека е. благодарам многу. Сега се префрламе повторно во тимот на пиперките, каде што има копанчиња кои што ги подготвија во еден многу убав сос. Но како го направија тоа, шеф Боби? Направивме еден одличен сос, јас прв пат искрено го подготвувам овој сос. Најпрви што направивме, ги обескустивме копанчињата, ги ставивме на скара да ни се печат без зачини, малку масло за јадење, само кристал додававме. Во меѓувреме во една тава ситно сецкано лукче пропржено со малку путер и масло за јадење кристал, додававме ситно сецкани прокели внатре, ги пропрживме и прокелиот, потоа додадовме внатре крем за готвење, водичка додадовме, малку кари, додадовме мешан зачин еленка и бибер. Ги додадовме внатре копанчињата од скарата и ги оставивме убаво да крчкаат во самиот тој сос. Прокелиот се искрчка многу добро, се обари, дури стана еден убав сос за ова главно јадење, каде што мислам дека ќе му се допадне на господинот. Јас го пробав сосот и беше превкусен. Копанчињата се многу сочни. Еве вака. Поверете, господине. Внимавајте да не е жешко. Каков вкус имаме добиен од прокелјот? Супер. Ми се допаѓа, господине? Да, многу. За зачин дали е добро погодено се? Да, Би ги подготвили вие истите? може. На здраве, господине. Тоа е нашето главно јадење за благодарам. денеска. Благодарам, шеф Боби. А сега десертот во тимот на доматите, нешто што нели мене многу убаво мирисаше додека се печеше во рерната и изгледа многу убаво, па да чуеме како се подготви уште еднаш. Направиме еден класичен рецепт за пандешпан или ајде за куглов. Имавме банани и колачиња, да, интегрални кекси. На страна најпрво во еден длабок сад ставивме 4 белки и 3 лажици шеќер, убаво ги смативме као шам, а на страна ваму измешавме во блендер банана, кекси, брашно, пecivo. Се потоа заедно споивме, заедно со жолчките кои што ги имаме, убаво со рака го измешавме, тоа го ставивме во калап за печење обложен со путер и отиде во рерна. Не знам како е внатре, мислам дека може да е останато малку живо, ама ќе видиме се. Некако брзо ми се испече, дали ми беше јака температурата, да. Знаев дека малку е живо останато внатре. Го осетив при вадење, му треба некаде уште 2 до 3 минути на пониска температура, затоа и може остана во средината, ми беше доста јака рерната, но ете, супер е да направиме грешка за да знаеме каде сме сгрешиле. Тука не е живо сигурно од надворешниот дел. Поверете, пробајте дали ви се допаѓа вкусот. Да. Погодено, мислам дека е све и на блажина, Да. до го дотеравме. Вкусот на печена банана ми е преубав. Па да, бананата доминира заради тоа што Да. 2 банани имаме внатре ставено. Да, тоа е тоа банана Тоа е, вече на да, наш начин да, денес да. во тимот на доматите. А во тимот на пиперките уште еден интересен десерт со мангото кое што го има на располагање и колачињата, па ајде сега како го подготвите? Еден убав лесен, летен десерт може да кажеме. Имаме доста манго во самиот крем. Што направивме? Најпрво го излупи господинот мангото, го изренда на ренде, додадовме внатре ванилин шеќер, малку кора од лимон, измативме сладка павлака, го додадовме мангото внатре, додадовме исто така и ситно сецкани чоколадни вафли во самиот крем. Во еден калап одоздола ситно сецкани чоколадни вафли го додадовме, потоа кремото дозгора, додадовме најодозгора пак ситно сецкани вафли, рендано свежо манго, топено чоколадо. Имаме одличен десерт. Се надевам дека ќе му се допадне на господинот. Треба да е крцкаво, убаво, сладко, сочно. Поверете, господине.
Засладете се. Окей. Прелига. Ви се допаѓа? На здравје нека ви. Тоа е нашиот десерт за денес. Еден лесен, можеме да кажеме летен десерт, Летен, насред зима. Да, ви благодарам многу. Сега ќе ги вклучиме малку во игра и колегите зад камерите, затоа што тие ќе треба да ни соопштат кој во оваа би рекла нефер игра денес, затоа што имаме тројца готвачи и една земјоделка, ќе биде поуспешен. Значи колеги, дали се поуспешни тимот на пиперките, шеф Бобан и Крсте? Или пак поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Маја? И колегите секако дека мораа да го дадат одговорот и соопштија дека во Меркур, во автокоманда, сепак заминува единствената дама денес во надпреварувачкиот дел, а тоа е Маја во тимот на доматите. Маја, честитки, Меркур во автокоманда ве очекуваат. Има некои работи за земјоделие сум видела, така што мислам дека ќе си се снајдете. Таму има све. Нема што нема во Градина, Меркур. двор, нива, све има. Гориња за вино. Да. И подароци од нашите пријатели, манастирски локум, превкусен, направен по традиционален рецепт. Повелете, перфето. Одлични тестанини, Борис денеска имавме од нив, значи навистина се фантастични. Повелете? Жава Борис. Така е, Кристал, маслото заедно и Еленка зачинат уште многу други производи од Кристал. Вас во добро познати. Тоа е тоа. И благодарам многу, господине. Благодарам на доматите, но благодарности на пиперките и на Крсте. Драго ни е што бевте денес дел од Брза кујна. Видовме дека сте одличен во својата професија. Ви посакувам уште убави моменти во Хрватска заедно со сопругата во готвењето и таму кога бидете сетете се на Брза кујна. Па може и Македонија. Ај сигурно и не гледате. Може и во Македонија, зашто во Да, Хрватска. така си е. И подароци од нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берово. Повелете, господине. Перфето, одлични тестинини, број еден се на пазарот, денеска ги имавме во предјадењето. Повелете, господине. И добро познатото масло за јадење Кристал. Исто така и зачинот Еленка. Повелете, господине. Благодарам што бевте мој асистент. Ете, драги мои, супер си поминавме и во денешната Брза кујна. Ние во оваа страна, секако од оваа страна во кујната, вие пред ТВ екраните, сигурно сум дека добро се расположивте, уживавте, добивте некоја идеја. А сега ќе ви посакам пријатна и убава вечер. Секако утре имаме убав ден, празник, Свети Трифун, некому за вино, некому за љубов, како и да е, ние ќе бидеме заедно со вас. Бидете со нас во 17 часот утре, а до тогаш пријатно.